А сега јас ќе ви ги представам денешните наши гости, поточно нашиот гостин и нашата Бојана, каде што ќе разговараме нешто околу антикорупцијската комисија. Меѓутоа јас прво ќе кажам на гостинот добро утро и добре ни дојдовте. Ѓорѓи Сламков, поранешен председател на антикорупцијската комисија. Бојана, зашто ќе биде темата? Само накратко, па се враќаме по рекламите. Добро утро, Слободанка, до тебе, до целата екипа на утринската телевизија. Добро утро до гледачите на телевизија Алфа. За борбата против корупцијата, односно декларативната битка на власта против корупцијата, разговарам со поранешниот председател на антикорупцијска комисија и за сите оние измени на кривичниот законник кои ослободија голем дел осомничени и осудени поранешни функционери. Тоа е многу актуелната тема во последниве денови, нели? Како и да е, по рекламите се враќаме назад и го слушате токму ова што го најавивме. И во овој дел од нашата утринска програма ние веќе го најавивме гостинот и што ќе биде темата, така да Бојана Димитриевска-Марковска повели. Добро утро уште еднаш до сите гледачи на телевизија Алфа. Подсетување за оние кои подоцна се вклучија, мој соговорник е поранешниот председател на антикорупцијската комисија Ѓорѓи Сламков. Господине Сламков, за почеток ајде да почнеме со она што е најактуелно, а тоа е дека поранешни функционери осудени или осомничени за корупција и криминал се ослободуваат по стапувањето на сила на измените на кривичниот законник. Правната фела по донесувањето на овој закон ќе рече урнисана е правната држава. Како вие гледате на укинувањето на членот 353 и останатите спорни членови од кривичниот законник со кои се намалуваат казните и се бришат злоупотребите направени при јавните набавки? Вака, значи, со измените на кривичниот законник, посебно нас не интересира членот 353, се направија долгорочни, суштински проблеми во борбата против корупцијата. Зошто е тоа направено? Бидејќи со измената се брише последниот став 5, кој се однесува на злоупотреба поврзана со јавни набавки, а во останатите ставови се намалуваат казните. Што значи тоа сега за јавност? Еве, утре можеби ние ќе донесеме нов кривичен законник во кој што ќе ги предвидеме старите казни, старата инкриминација или ќе направиме измени и дополнувања. Меѓутоа треба се знае дека во кривичното право постои еден принцип на законитост кој што вели дека ако од моментот на извршување на кривично дело се измени кривичниот законник еднаш или повеќе, за сторителот ќе се примени оној закон што е најблаг за него. Што значи дека ние утре можеме да ги вратиме одредбите, меѓутоа значи кога ќе се случи таква ситуација да одговара некој ќе се применува поблагиот закон. Во конкретно случаеви што ги има, ќе имат ваков тек. Оние за кои се води постапка за 353, значи или ќе застареат, или ќе треба да се направи преквалификација. Тоа се предмети кои што се водат. Поаѓајќи од фактот дека во измената... Последен пример е случајот со поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Закири, кој беше ослободен по овие измени од кривичниот законник и фактички се преквалификува делото. Ова е почетокот. Значи, негативните последици ќе бидат долгорочни, бидејќи внимавајте, кога ќе имаме ситуација на застареност на делото, тогаш се носи решение за запирање на постапката. Во таков случај, трошоците, судските трошоци ги покрива државата, лицето се ослободува и доколку има лежено во притвор, тој има право да поведе постапка за наdomесток на штета поради неосновано лишување од слобода, што значи државата ќе плаќа од буџетот. Значи, ова се однесува на две категории лица, за кои што е во тек постапка и лица за кои што во иднина ќе има постапка, затоа што изминативе години ние слушнавме за многу коруптивни афери, кои што еден ден ќе треба да се процесуираат. И тука се јавува сега вистинскиот проблем. Ќе дојде до застареност, ќе не може да се примени правдата. Ова е силен удар во нормативните механизми за борба против корупцијата во Македонија. Затоа и целата правна фела реагираше. Што значи ова во борбата против корупцијата? Ова не е во насока на таа битка за која сите зборуваат против корупцијата и криминалот во Македонија. Ова е како бранење на корупцијата и криминалот. Предлогот за измена на кривичниот законник, внимавајте, тоа беше еден пакет на повеќе кривични дела, поврзани со еколошки дела, меѓутоа внатре беа вградени и 353 и злосторничко здружение, каде што драстично се намалија казните. Значи, тој предлог дојде од правда, од владата.
Значи да владата да достави ваков предлог, место таа да се бори за јакење на механизмите за бора против корупција, таа всушност креира механизми за неодговорност, за неказнивост на коруптивните дела, кои што имат далекосежни последици. Тоа покажува дека нема политичка волја во Македонија за борба против корупцијата. Меѓутоа, не само овој сегмент, јас овде ќе поврзам и друг сегмент. Еве ќе ви кажам дека за 22 година, за минатата година, најзначајниот документ за спречување на корупција во Македонија, тоа е Националната стратегија, имаше имплементација од само 10% на активностите. Поразително. Тоа е катастрофа, значи не се пременува. За слушателите да знаат што значи тоа. Националната стратегија е надлежност број 1 на ДКСК, кој што се носи како документ кој што има повеќе годишно траење. Во нашата национална стратегија имаме две хоризонтални линии, тоа се јавни набавки и вработување во јавен сектор, како критични области, и 13 други сектори. Сите тие се имат проблеми кои се дефинирани, кои што треба да ги надминеме, со мерки и активности. И тука се мерат активностите. Значи, од активностите кои што беа предвидени за 22 година, се реализирани само 10%. И сега прашањето е, кој требаше да ги реализира тие мерки? Тие мерки, согласно стратегијата, задолжени се да ги имплементират министерствата. Сите министерства имат обврски. Дирекции, заводи, генерален секретаријат на влада. Значи, највисоките 33 институции во државата има обврска за имплементација на тие одредби. Националната стратегија имаме, значи, 10% реализација на активностите, тоа е поразително. Она што треба да се знае, значи, за ова е дека ДКСК излезе во јавноста, одржа еден настан на кој што презентираше процентот на реализација. И тука застана. Да. Во меѓувреме, на крајот на месец август, тие доставија до собрание измени и дополнување на националната стратегија. И сега внимавајте, ово е многу битно да се знае. Од август месец до денеска, тој материјал е доставен до Комисија за политички систем и однос меѓу заедниците. Се одржани 2 седници, всушност тие се одложени на кои што треба се расправа за овој материјал. Според мене, ова не може да помине тивко вака на комисија и потоа на пленарна и направивме измени дополнување на националната стратегија. Сметам дека на комисијата за политички систем треба да се одржи надзорна расправа, на која што ќе се повикат представници од ДКСК, ќе кажат зошто минатата година имавме неимплементирање на активностите, што предлагаат сега, да се повикат представници од сите тие институции што не ги имплементират активностите, да се повикат и трети лица, експерти, стручњаци и така натаму, и да го отвориме прашањето, бидејќи корупцијата во Македонија е системски проблем, кој што треба, значи, да биде сеопфатно анализиран, разгледуван и да се најдат модалитети. Ние, значи, со овие афери кои што излегува оваа година, со ова што се случи со кривичниот законник, тоа е страшна работа во борбата против корупцијата. Со неимплементирањето на националната стратегија, согласно моите анализи и согледувања, сметам дека до година во јануари месец, кога ќе се објави индексот на Transparency International за перцепција на корупцијата, ние ќе паднеме минимално 2 до 3 индексни поени таму, а тоа ќе значи рангирање од 95 до 105 место. Сега сме на 85-то некако во една статична состојба овие години сме. Меѓутоа, падот е неизбежен бидејќи ова се навистина многу големи корупцијски проблеми. Која треба да биде улогата сега на антикорупцијска комисија? Дали според вас некој намерно ја саботира нејзината работа со оглед на тоа што велите дека еви извештајот, односно измените кои ги побарала антикорупцијска се заглавени во собранието? Што после овие измени на кривичниот законник? Каква треба да биде нејзината улога? Дали треба да бидат тие најгласните борци против антикорупцијата со оглед на тоа што сепак работата на антикорупцијска се сведува само на иницијативи, па потоа се останато треба да биде процесуирано од останатите државни институции? Вака, во поглед на националната стратегија, значи нејзината имплементација, јас во неколку наврати имам дадено една идеја дека ДКСК повеќе не може да направи таму, освен јавно да каже дека тие институции не ги имплементираат мерките. Јас предлагам да се формира национален совет во рамките на собранието. Имаме 3 такви сега, значи 4 национален совет за спроведување или за имплементација на националната стратегија. И тој совет и предлагам конкретно како треба да изгледа. Значи по пример на земји кои што го поминале тој пат имат поголемо искуство. Значи предлагам да има 3 пратеници од власта, од опозицијата, 2 од власта и представници од медиуми, од невладен сектор, од академија, значи од синдикати, од комори и така натаму. И тоа мора да биде раководено од пратеник од опозицијата. Зошто? Затоа што ние
Еве, ви спомнав идејата за надзорна расправа во собрание кај Комисија за политички систем. Го ставаме проблемот во собрание каде што имате спротивставени страни, каде што корупцијата е една од главните теми за нивно конфронтирање. Кога ние ќе формираме совет кој што ќе се грижи за имплементација, не ќе може тек така ова прашање да биде оставено на страна. Ќе се повика тој министер од соодветно министерство и се праша зошто не ги имплементираат мерките, има интерпелации за нив и други активности. Во поглед на ДКСК што ме прашавте, овој состав му истекува мандатот. Сега веќе Да, уште 4 месеци има до крајот на овој мандат. Да, на 2 ноември е закажана пленара на која што ќе биде донесена одлука за распишување на оглас за избор на нови членови на ДКСК, што значи дека ние до година ќе се наидеме на многу специфична ситуација. Имаме избори до година. Точно, ќе имаме изборен процес и ќе има нов состав. Неизвестност ќе има имавме ние една ситуација кога се избира антикорупционери само на неколку дена пред избори, дали повторно ќе се доведеме во таква ситуација со оглед на тоа што актуелните членови според законот не можат да го продолжат мандатот и не можат да работат. Да. Значи, актуелните членови немат право на друг мандат, што значи дека сосема нови луѓе ќе бидат избрани. Тие ќе влезат во тек на изборен процес, што ќе значи дека треба да ги имплементираат одредбите како од Закон за спречување корупција со судирни интереси, така и од изборен законник во поглед на спроведување на изборен процес, а тоа бара и текако внимание на дневна основа. Значи, во поглед на тоа ќе видиме како ќе се снајде тој нов состав, меѓутоа факт е дека веќе ќе се донесе одлука на 2 ноември, ќе биде во законскиот рок објавено огласот, ќе се спроведе таа постапка. И сега не знам колку јавноста ја знае постапката, затоа што сето тоа оди преку Комисија за избор и именување во собранието, а таа комисија избира комисија за селекција. Таа е клучна во селектирањето сега и таа не е составена комисија, таа исто допрва која треба да ги интервјуира оние членови како што беше во претходниот состав, така? Комисијата за селекција, внимавајте, вака е составена. Значи, таму има 20 пратеници од власта, 20 од опозицијата, еден представник од правобранителот и 20 представници од Советот за соработка меѓу влада и граѓански сектор. Едниот е за медиуми, другиот е за граѓанско општество и добро владење. Јас таму гледам одредена слабост. Овие двајцата што се за соработка со владата, сметам дека треба да замените со меѓународни експерти. Значи, првенствено, овде мислам на едниот да биде заменет со представник од UNODC, значи тие се меѓународни експерти. UNODC е одговорен за имплементација на најзначајната конвенција за борба против корупцијата, тоа е на Обединетите нации УНКАК. А другиот, значи, може да биде заменет дали со експерт меѓународен, номиниран од ГРЕКО, бидејќи ние сме под евалуација на ГРЕКО, тоа е тело на Совет на Европа, или пак можеме да направиме конекција со ОЕЦД. Ние не сме членка на ОЕЦД, ама ние сме членка на антикорупцијската иницијатива за Источна Европа и Централна Азија. Значи и таму имаме конекции. И треба, значи, 20 меѓународни експерти. На тој начин ќе го зголемиме нивото на објективност во одлучувањето, ќе намалиме простор за пристрасност, за влијание и така натаму. Сметам дека треба се направат промени и во таа комисија за селекција на кандидати за членови на ДКСК. Како ја оценувате работата на актуелниот состав на антикорупцијска комисија, со оглед на тоа што еве се пред крај на мандатот, немаат право на реизбор, нивниот мандат завршува тука, има покренато иницијативи според информациите кои ги споделија со јавноста од 2019 до 2022 поднеле 99 иницијативи за постапување на институциите за корупција и за судир на интереси, но на 1/3 од нив воопшто не им било одговорено. Вака, овој состав на ДКСК, значи, доби доста, значи, поволности. Ако направиме компарација времето кога јас бев таму и сега бројот на вработени во секретаријатот е дуплиран, можеби и повеќе. Имат зголемен буџет, имат нови објекти, нови канцеларии, се е пристојно добро тоа средено. Значи, од тој аспект, значи, ги добија тие работи. Меѓутоа, кога ви кажувам дека имплементацијата на суштинскиот документ за борба против корупција минатата година беше 20%, сега е 10%, тоа покажува дека работата не оди во добра насока. Соработката со јавното обвинителство секогаш било предмет на дискусија. Меѓутоа, летоска знаете дека имаше и отворена конфронтација помеѓу јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и помеѓу ДКСК. Значи, тука станува, дури беше кажано, нема да соработуваме. Тоа не може да го кажете, не може да соработуваме од страна на јавно обвинителство. Тоа не е приватна фирма, тоа е државна институција. По сила на закон мора да соработувате. Значи, имаше такви ситуации кои што влијаја
На крај краишта се повлекува линија и се прави резултат. Кај сме сега? Сега сме на 85-то место на Transparency, јас ви прогнозирам до година ќе паднеме за едно 10 место. Што значи дека оваа 23 година ќе биде одбележена како негативна, а веќе бројни показатели покажуваат дека е негативна во справувањето со корупција, затоа што број 1 немаме политичка волја за справување со корупција во Македонија. Потребни се суштински промени, потребна е цело време јас зборам промена во институционалната рамка. Сега со измените во кривичниот законник ние имаме проблеми во нормативната рамка за борба против корупцијата. Со овие случаи кои што сега се водат или кои што ќе се водат во иднина, се барат две работи. Прво, јавните обвинители да изразат умешност да и квалификуваат тие дела по други законски битија, бидејќи ако одат по 353, дали ќе може да ги стават или дали ќе издржат. И второ, дали се бара од страна на судиите да судат во разумен рок, како за првостепениот, така и за апелација втор степен, бидејќи потоа доаѓа застареност. Сега со овој хаос што настана во целиот правен систем по донесувањето на измените на изборниот на кривичниот законник, се извинувам, споменав и на почетокот дека голем дел од поранешни функционери се веќе на слобода, на некои им се преквалификуваат делата, но се прават и други измени во закони кои што се во насока на урнисување на правниот систем и правната држава. Бројни реакции, јавноста се крена буквално на нозе. Како вие сметате дека може да се подобри целата ситуација со оглед на тоа што ние дојдовме до еден ваков момент кога се носат закони во корист на корумпираните политичари? Буквално им даваме крилја на овие луѓе. Спомнавте и други закони, претпоставам мислите на еден од нив на законот за амнестија кој што се збори. Да. Видете вака, образложението на владата за тој закон е пренатрупаност на затворите. Меѓутоа, бидејќи јас сум кривичар и кој што имам долго работено на алтернативна... Ама на слобода и луѓе кои што се осудени за тешки кривични дела. Така. Во Македонија од 2004 година се воспоставени алтернативни казнени мерки. Тоа се санкции наменети за сторители на полесни дела, за да не одат во затвор и да нема пренатрупаност на затворите. Во 2015 година беше донесен закон за пробација, кој што пробацијската служба е составен дел на управа за извршување на санкции во рамки на Министерството за правда. Со тој кој што стапи од 2016. Меѓутоа, многу тешко во државата се најдоа механизми за негово заживување. Државата треба да вложи напори во посуштинска имплементација на алтернативната казнена политика. Тоа се општо корисна работа, условна осуда за заштитен надзор и други алтернативни санкции за лица за да не одат во затвор. Таа ни е една голема слабост. Државата треба да посвети поголемо внимание на развој на тој систем, отколку да збори за амнестија и при тоа аргумент да биде пренатрупаноста на затворите. Бојана, тука сме некаде кон крајот. Јас само накратко ќе ве замолам од сето ова што имав можност да го слушнам низ разговорот. Едно конкретно и кратко прашање и краток одговор. Ке има ли некогаш одговорност во државава за сите овие криминали кои ги споменуваме? Антикорупцијската комисија можеби си ја работи, можеби не си ја работи работата, но дали одговорност некогаш може да имаме според вас? Да. Треба да сме оптимисти, затоа што за да постигнеме таа цел, ќе биде потребна суштинска реформа на општеството, ќе бидат потребни промени нормативни, институционални, меѓутоа пред се ќе треба да бидат човечки, ќе треба човечкиот потенцијал, оние лица кои што има стручни знаења, способности и честност да бидат ставени во преден план и на тој начин да бидат оневозможни вакви работи, особено како што е донесувањето на измените на кривичниот законник. Убаво е кога слушаме дека имаме надеж. И оптимизам. Ви благодарам многу.